Владимир со долна црта Митрички и вели: Јосиф, сакам да почнам со интермитент фастинг, но да не изгубам мускулна маса. Што да внесувам од храна и дали да вежбам во период кога се случува фастингот? Владимир, супер, јас и доста имам и читано и истражувано за интермитент фастингот и доста веќе науката зборува за тоа дека последицата од интермитент фастинг, односно она автофагија која што се јавува како резултат на постењето, е супер како рециклажа во телото и е одлично да се појавува. Има многу здравствени бенефити. Конкретно за тоа дали ќе губиш мускулна маса, повторно науката вели дека нема да губиш мускулна маса, затоа што автофагијата е механизам во кој што не се оштетуваат здравите ткива во телото, туку напротив како гориво се користат оштетени протеини, клетки кои што недобро функционираат и така натаму, што е супер процес за тебе. Доколку интермитент фастингот го правиш во денови кога вежбаш, препораката е најдобро да дури и да вежбањето биде во период на фастинг и доколку можеш да темпираш, ако одиш со равенка 8-16, односно 16 часа постиш и не јадеш ништо, а 8 јадеш, во тој случај најдобро би било вежбањето да го ставиш некаде во 14-15 час пред да го прекинеш постот, и првиот оброк кој што ќе ти биде пред да го прекинеш постот, да ти биде оброк со висок гликемиски индекс, односно да тоа биде оброк кој што има многу брзи шекери. Не значи дека не треба да има протеин, но да обавезно има брзи шекери, затоа што брзите шекери и продуктите со висок гликемиски индекс брзо ќе дојдат до мускулите, ќе обезбедат гликоген за да може да се случува регенерацијата на мускулното ткиво и да растат мускулите, затоа што без тоа е невозможно. Така да интермитент фастингот е супер. Она што е моето искуство е дека исто ми годеше подобро, можеби знаеш, некако побрзо се наспивав, имаше повеќе енергија во текот на денот, но за мене не беше практично на долг рок, го држев 1 месец, од причина што знаеш некако мојата динамика и непредвидливост на денот правеше да, не знам, треба да го прекинам постот во 2 попладне, а можеби јас тогаш имам состанок и едноставно не можам да предвидувам точно дека во 2 тоа ќе се случува. Затоа, еве, од нова година некако се спремам и се убедувам, автофагијата лично, за да ја уклучам во моето тело, да правам пост од 72 часа. И конкретно еве со жена ми се договоривме следната недела од среда почнуваме на кето, за да можеме да подобро имаме енергетска ефикасност во телово за време на автофагијата и на постот од 72 часа. Од среда до петок имаме кето, у петок почнуваме пост од 72 часа, тамани и полициски час, ќе нема обврски, барем ќе бидеме дома и за да во понеделник го прекинеме. Многу ми е тоа поедноставно за да ја уклучам автофагијата во телото и да направам некаква рециклажа. Така да тоа е мојот став, мислење, искуство кое што го имам, но повторно прави го интермитент фастингот. Јас исто имав добро искуство и науката има многу добри оценки за тоа.